Почитуван подпредседателе, почитувана колешке, и јас внимателно го слушав вашиот говор во кој што се обидувате да го браните она неодбранливото. Прашувавте каде беше Северна Македонија некогаш, а каде е денеска. Не постоеше Северна Македонија. За жал тоа е изум токму на овој човек кој што седи овде и од кого ние денеска бараме интерпелација. За таа истата интерпелација тој на својот Facebook статус се постави како човек држава и барањето за интерпелација бил напад против државноста на Македонија. А спасот од интерпелацијата е едноставен и се вика оставка. Нема потреба од вакво понижување и да се обидувате да го браните она што е неодбранливо. За жал, двата договори, договорот од Преспа и договорот за пријателство со Бугарија, кои што излегоа од истата кујна и кои што беа составени на начин на кој што ниту овој парламент имаше увид во нив, ниту јавноста, ја доведоа Македонија таму каде што е денеска, односно да биде држава која што е целосно блокирана во својот пат кон Европската Унија. Од денешна перспектива, после ветото со Бугарија, можеме да кажеме дека и двата договори, и договорот од Преспа, и договорот со Бугарија, слободно и за двата можеме да кажеме дека се документиран резил од кој што секој би се срамел, а најмногу од сите треба да се срами токму човекот од кого што бараме денеска интерпелација. Голем дел од бугарските барања се однесуваат и се повикуваат токму на членовите од договорот за добрососедство кој што го составија заедно. Голем дел се повикуваат на член 8 и на работата на заедничката експертска комисија. Понатаму проблематичен е самата формулација заедничка историја. Бугарската страна, преку додавање на додавката до 1944 сака да каже дека пред тоа Македонија и Бугарија имале заедничка историја, односно се брише македонската историја. Бугарската страна се повикува и на членот 11 од договорот за пријателство помеѓу Македонија и Бугарија. И вика дека Македонија не смее да се повикува на историски и демографски основи за барање статус на малцинство. А самата таа Бугарија се повикува на демократски основи, кога во наредниот заклучок бара Македонија да не го користи целото име, односно да ја користи и придавката Република, затоа што Северна Македонија бил дел кој што припаѓал и во Бугарија. Затоа што тој договор го составил овој човек овде и проблематичен е самиот член 2, во кој што се користени намерно формулации во кој Бугарија ќе го користи своето знаење за да го помага нашиот пат кон Европа. И на ниту еден начин, кога се потпиша договорот, не се стави обврска дека не смееме да бидеме блокирани. Поради штетната комбинација од двата договори, сега тие се, како што рековме, документиран резил и потребно е да си дадете оставка. Благодарам. Контрреплика, пратеничката Моника Зајкова.